Андреја Јангеловска, Медицински факултет, 2 година. Живееме во време кога зборуваме за напредок, еднаквост и правда, но за тие големи зборови тивко и упорно се шири една опасна појава – непотизам. Како невидлива болест ја разјадува довербата во институциите, ја гуши способноста и го уништува чувството за правда. Непотизмот не е само вработување на роднина, тој е порака. Порака дека не е важно колку учиш, колку се трудиш, колку си способен. Ако нема свој човек, твоите шанси се помали. Тоа е удар врз младите, врз амбициозните и врз секој што верува дека трудот треба да биде вреднуван. Кога една институција вработува по роднинска или пријателска линија, таа не губи само кредибилитет, таа губи квалитет. На позициите доаѓаат луѓе не затоа што се најдобри, туку затоа што се најблиски. А последиците ги плаќаме сите, со лоши услуги, со неефикасност, со застој во развојот. Непотизмот создава затворен круг. Еден вработен наш, друг вработен свој, и така системот станува приватен имот наместо јавна служба. Наместо конкуренција добиваат привилегија, наместо доверба сомнеш, а наместо надеж разочарување. Особено е опасен во образованието, здравството и администрацијата, оному каде одлуките директно влијат врз животот на луѓето. Ако еден наставник, доктор или службеник не е избран според своето знаење и компетентност, туку роднинската врска, тогаш страда целото општество. Но најголемата штета не е материјалната, туку моралната. Кога еден млад човек ќе свати дека успехот не зависи само од трудот, туку улога играат и врските, тој се откажува или уште полошо заминува, затоа државата ги губи најдобрите. Поради тоа, борбата против непотизмот треба да биде општествена. Потребна е транспарентност, високи критериуми и јавни конкурси со вистинска контрола. Потребна е храброст да се каже не на блиски луѓе. Затоа јавниот интерес мора да биде над приватниот. Лекот против болеста непотизам е интегритет, праведност. Лекот сме ние, кога ќе одучиме дека способноста мора да биде над роднинската врска. Затоа, ајде, сите заедно да изградиме општество во кое прашањето нема да е чии си, туку дали знаеш, што и што можеш. Ви благодарам.